Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Добро вечер. Во моментот кога ги правам овие најави за Код, на Смилковското езеро има голем ветер и дожд. А тоа е направено во време кога се градила Скопската железарница, како алтернатива за ладење на железарските печки. До денеска не е исполнило својата функција, но многу често тоа е место на злосторства. Имаа многу планови, желби за иднината која ги чека, но се урна само во еден миг. Семејствата на сите 5 жртви велат дека ја сакаат правдата, иако нивните чеда никој не може да ги врати. Заедно беа до последен миг во животот, а еден до друг се и во смртта. Со нив во овие гробови се закопаа многу желби, многу планови за иднината која ги чекаше, но во еден момент се урна. Трагедија е тоа, трагедија е што невидена. Желби неостварени и наши и негови. Со бука. Сега наместо горе да правиме, ние ќе правиме таму сега. Филип Славковски, другарите го викале Френки, тренирал кикбокс, што туку ги заработил првите пари во животот. Сакал да ја догради семејната куќа, да наседи цвеќиња во дворот, но сега неговите родители ќе му носат цвеќиња на неговиот вечен дом. Александар Наќевски беше најмлад, матурант во средното економско училиште Арсени Јовков. Неколку дена пред да биде свиропо убиен, ја направил оваа фотографија за матурското табло. Ке остане како сведоштво за една прекратена младост. Матура требаше да му правиме, ми ќе го испратиме. Никаде. Цветан Чоацевски го завршил средното училиште и се надевал дека ќе најде работа. Неколку дена пред Велики четврток бил негов ден. Го славил именденот, цветници. Не ни помислувал дека ќе му биде последен. Кире Тричковски, студент на факултетот во Штип, подготвувал испити, бил на половина пат до дипломирањето, но до тука застана. Го убија и него и неговите соништа. Бурче Стевковски, 45 годишен градежен работник, страсен рибар, кој секојдневно доаѓал на истото место, речи се во истото време. Таму беше зверски убиен. Трагедија, огромна трагедија. Изгубивме брат, човек кој на мравка нема згазено, а не да се скара со некој да се расправа. Филип сакал да се тетовира. Една недела предходно му кажал на неговиот татко, на грбот да пишува Френки, на срцето знамето македонско. Пред да се случува една недела, излезе од купатело. Тато рече, желба ми рече, трајна тетоважа вде македонското знаме да го и се тетовирам. Викам, Фичко, немој, викам, ќе си, јас така го викав, немој, викам, ќе си оставиш за цел живот, викам, нели? Тоа, знаеш, тоа му беше желбата, таа, така, тоа има искажено пред мене. А моите кешки да сум му рекол, видам. Све да правил само Све да направиш. Ништо. 4 зацрнети семејства, 4 млади животи како јагниња беа жртвувани на Велики четврток. Нема утеха за нивните родители. Тие бараат само правда и од судот и од Бога. Јас би сакала и да се откријат и не знам што да им направат, мене синот не никој. Да види таа мајка и тој татко, тие родители, да видат. Колку драги злочеров внукот. А не го пожела на никој тоа да се случи, на никој родител, ја што доживеавме ние, овие родители. Ниту еден од четворицата другари немал закани, немал досие, непријатели, долгови. Код беше во домовите на сите 4 момчиња.
секаде е исто. Нивните родители дење ноќе живеат со мислата. Зошто нивните синови, случајни жртви или таргетирана цел, нивните најблиски се убедени дека децата се нашле на погрешно место во погрешно време, да не биле нивните, ќе биле некои други. Кобниот ден Филип станал подоцна, пиел кафе, јадел и кажал дека подоцна ќе оди по риба со другарите. Со ништо не навестувал дека излегува со страв, само како да имал некое предчувство пред смртта. Со внуков, некој дуксер му даваше, го гушкаше, као да имаше некое стварно големо предчувство. Александар утрото станал порано, земал часови за возачка дозвола, се вратил дома. Прв пат постел пред Великден, со мајка му разговарале за постите. Го слушнала како се договара со другарите да одат на Смилковското езеро. Околу 15 часот излегол од дома, оттаму заминал во обложувалница, па кај пријател да земе трска. Ниту тој, ниту некој од другите убиени момчиња не биле рибари, само неколку пати пред да ги убијат, ловеле на езерото. Пред да појдат купиле цигари од продавница во селото и со автомобилот на Филип, сите четворица заминале по патот, од кој никогаш не се вратија живи. На езерото имало рибари, таму постојано имало луѓе. Ноќта пред убиството, еден рибар преноќил крај езерото. Наводно, раскажуваат мештаните, забележал возило како со фаровите ја осветлува околината. По 18 часот бил последниот повик од убиените деца. Филип ја разбудил мајка му како што биле договорени. Тој последен разговор ја измачува оваа мајка. Зошто не му рекла да и се јави уште еднаш? И во 6 сатот ме звонеше точно телефонот. И он ми се јави. Рече, будна ли си, мамо? Викам, будна сум, да не треба пак да ти се јавам? Реков, нема потреба, синко, станате сум. И толку. Тој ден, Филип толку, нити бил нешто изнервиран. Рибарите пред заминување им рекле на момчињата да си одат и тие, но сакале да ги фрлат уште поеднаш јадиците, да си ја пробаат рибарската среќа. Останале само тие и Борче Стевковски од Срешево. Веќе се стемнувало. Борче почнал да се подготвува да си оди. Неговото возило било подалеку од нивното. И тогаш дошле убијците. Убиените момчиња со себе носеле лични документи, но за лошата вест некој од нив дознале од соседите наместо од полицијата. Јас за на работа кога појдов со бајлето и комшијата стига, ме прашах, кај си пошол, реков на работа, како на работа, бе? Викам, па на работа ќе па шо е со деца во работа, бе? Шо бе? Си испотепале, така разбрав. Јас и син ми сме викал у полиција цела ноќ и колата ви е таму. И викаме, што се случи? Прашува, викам, мртви да не се? Мртви се, рече. Како некој, ако направи некој прекршок сега, да удри кола или одбарува, како дојде да ви каже да си го подигна? Ние од други да дознаеме. Или ги немаше полицијата да дојдат. И собраќања, и... А јас веќе отидов да си го подигнам од капела да го облечем. На Велики петок, нивните синови се вратија дома во ковчези. Ги погребаа на Велика сабота, црн Великден во Македонија. Борче Стевковски е погребан во Црешево, Кире Тричковски на гробиштата во Бутел, а Александар, Филип и Цветанчо во Радишани. На нивните гробови постојано доаѓаат другарите. Се уште не можат да поверуваат дека ги нема. Да запалат свеќи доаѓаат и луѓе од селото кои не ги познавале, но само слушнале дека биле мирни момчиња, без дамки во минатото. По нивното убиство, никој повеќе нема спокој. Лично не ги познавав, меѓутоа во моја близина живее и искрено многу ми е жал бидејќи на иста возраст ме и многу жалам. Сега се плашам и за мојот живот, зашто искрено не се чувствувам безбедно. Кога слушнав, реков што понатака, дали ја утре може да бидам и може мене исто да ми се случи. Ја го знаев Кира. Беше многу мирно дете, се дружеше со мојот брат Чет, доаѓаше кај нас мирно, повлечено. Никад не сум слушнала лош збор за нив. Со убиените се закопа и вистината, да имаше барем еден преживеан, еден сведок. Тоа е она што ги мачи родителите. Како едно не Куртулибар ќе кажеше нешто. И тоа вика. И с тоа би се сложил, мислам се. Бар едно да Куртулеш од нив и ќе кажеше нешто. Што им се случило и како.
Од сите, мислам и човекот, тој од Среше што загинал, и он барем, од сите 5 души еден да нешто ќе кажеш. Еднаш се живее, затоа не гледајте што прават другите. Живе го животот како што самите умеете, напишал Филип на својот Facebook профил, но не ни помислувал дека токму неговиот живот и животите на неговите другари ќе бидат одземени заради нечии други цели и интереси. Кои беа убијците? Професионалци, нарачано убиство, чија мета беа тие? Велики четврток, ден на предавството на Исус. Велики четврток, ден кога се екзекутирани 5 невини жртви. Одвај 5 минути. Толку кусо траело свирепото убиство на не една, туку 5 жртви на Смилковското езеро. Екзекуторите според анализата на Код одбрале ден. Денот кога е Исус Христос предаден, а потоа распнат. Место. Некогаш наречена Тајдучка јама, сега Смилковско езеро. Вештачки создадено, но со децении упатува на криминал. Убиство. Во негова близина се раштанските лозија, кога во 2001 се застрелани 7 пакистанци. Блиску до патот, но сепак заскриено. Место за злостор до кое водат неколку патишта. Досегашните сознанија на Код упатуваат на тоа дека имало 4 лица во автомобил. Возилото околу 19:40 застанало веднаш по клучката кон езерото. Убиците го оставиле автомобилот донесенот на Филип, со кој дошле момчињата. Излегле тројца вооружени, 2 со пиштол и 1 со автоматска пушка. За сега не е сигурно дали носеле некаква униформа, но не е исклучено таа да била полициска. Момчињата веќе биле на заменување. Останале последни на езерото на кое претходно имало повеќе луѓе. Токму ова можеби е причина за сомнеш дека убијците имале помош од некој кој ги информирал каква е состојбата на езерото, па ги известил кога да пристигнат. Код се обиде врз основа на сознание од истрагата и роднините да направи реконструкција на убиството. Реконструкција. Убијците им се приближиле на момчињата кои немале време да бегаат. Со вперено оружје ги принудиле да клекнат, свртени со лицето кон земјата, со грбот кон езерото. Ги обкружиле поставувајќи се во форма на полукруг, застанувајќи од 3 страни. Се одвивало брзо. Не ги врзувале, мачеле или претходно повредувале момчињата. Откако Александар, Кире, Цветанчо и Филип легнале, убиците почнале да стрелаат. Оружјето со голема моќ е автомати и 2 пиштола со 9 калибарска муниција. Во телото на Александар и Филип прво завршиле по 2 куршума. Цветанчо бил стрелан со 3, а Кире со 5. Пукано е во исто време, претежно, кон горниот дел од телото. Во 19:45 звонел телефонот на Александар. Неговата сестра се обидела да го добие откако родителите виделе дека се смрачува, а него го нема. Му го чула гласот и дишењето, но тешко и неразбирливо. Во тие мигови се претпоставува дека тој и уште едно од момчињата се уште се живи. Кај него и Александар најдена е крв и во белите дробови. Сестрата на Александар повторно звонела. Иако тоа се случило само за минута, телефонот веќе бил исклучен. Код претпоставува дека мобилниот на Александар и на неговите другари го исклучиле убијците, но мобилните останале кај жртвите. Само еден мобилен останал вклучен, оној на Филип, кој најверојатно бил ставен на тивко звонење или бил во неговиот автомобил. Родителите на Филип звонеле по полнок, а потоа во 4 часот утрото, кога телефонот го исклучила полицијата. Според сознанијата на Код, уште едно од децата, иако со куршуми во телото, било живо. Професионалните убијци не запреле. Последниот куршум сите момчиња го добиле во тилот. Со пиштол, така екзекуторите ја потврдиле нивната смрт. Ова се трагите од 3 куршуми.
Речиси под прав агол минале низ жртвите и се забиле длабоко во земјата. Сликата упатува дека е стрелана од озгора и многу блиску. Само 50 сантиметри ги делеле убијците од жртвите. Трагите од крв говорат дека нивните тела останале овде, не биле поместувани. Ова се последните куршуми со кои се ликвидирани. Сето ова го видел Борче Стефановски, кој бил на 100 метри подалеку, покрај брегот. Не успеал да избега. Неговото тело е пронајдено до стапчето каде ја ставал трската. Убијците пукале и со автомати со пиштоли во горниот дел од телото и главата. На земјата се уште стојат локвите крв, дупки од куршуми, траги од автомобилски гуми кои се испреплетуваат. Птиците во езерото се нем сведок на грозоморното злосторство. Биле ли единствени? Постојат наводи дека има сведок кој бил сокриен во трските. Со оглед дека првиот повеќе во 22:15, неверојатно е скриениот сведок, доколку постоел 2 часа и 15 минути да молчи, па дури потоа да се јави во МВР. Ако првиот кој ги видел само дојавил дека гледа тела, но не знае дали се безживотни, тројца рибари околу 22:30 одблиску ги виделе мртвите тела. Во шок повикале полиција. Во 22:30 таткото на Александар, не можејќи да го добие синот, заминува кај езерото. За 10 минути е таму. Во тој момент, 2 полициски комбиња се покрај езерото. Тој не може да пристапи кон телата. Веќе му е јасно дека синот е мртов, но и неговите другари. Доаѓа и брза помош, но не брза назад кон болницата. Таткото на Цветан околу 22 часот оди во полиција. Во 22:30 му кажуваат дека 4 деца се пронајдени мртви кај Смилковското езеро. Сваќа дека тој е неговиот син и тројцата негови другари. Каде и како биле погодени момчињата? Александар имал 3 куршуми, од кои 2 во градите и 1 во главата. Филип имал и повреда на раката, веројатно од еден куршум кој поминал низ него во моментот кога сакал да се одбрани од истрелите. И Цветанчо бил погоден на сличен начин. Кире се здобил со повеќе повреди, исто така и Борче Стефановски. Бидејќи биле свртени кон земјата, момчињата имале гребнатинки на лицето. Не се точни шпекулациите дека се малтретирани, злоставувани, тепани пред убиството. Свирепите убици очигледно истренирани за вакви злосторства, дошле да убијат и заминат. Од каде избегале убијците? Најблиску е асфалтниот пат. Клучката ги води до обиколницата или кон Блаце, Табановце, но и кон Велес и Гевгелија. Земјениот пат, оној по кој екипата на КОД пристигна кобната ноќ на местото на убиството, води кон населбите Стајковци, Сингелич, Арачиново. Има уште еден локален пат, кој е паралелен со автопатот и води кон Бутел и Радишани. Спроти езерото се Смилковци и Црешово, и таму би можеле да избегаат. Последната опција е патот кон Раштак и Љуботен. Ја пресекува обиколницата и води кон север, во планините. Опелот, на кој се пронајдени траги од земјата кај Железарските езера, е најден кај Блаце, речиси на исто место каде што разбойниците кои ја ограбија Прокредит банка побегнаа на Косово. Тоа е единствениот доказ кој е поврзан со убиството, но не е најден на лице место. ДНК анализата покажа дека оние кои се возеле во него ги нема во македонскиот регистер на ДНК примероци, кој не е многу обемен. Можно е автомобилот да е само мамка, оставен уште пред да се изврши убиството, за да се сокрие вистинската трага. Опелот бил на езерото, но кога? Кој е мотивот? Оној кој го смислил убиството очигледно го планирал. Подготовките биле да се пронајде соодветен терен, да се одбере датум и жртви. Колку што убијците биле свирепи, уште повеќе нарачателот бил со намера не само да убијат, туку да предизвикаат омраза меѓу народот, да се жртвуваат македонци на денот кога и Исус е жртвуван. Нарачателот или нарачателите смислиле опасен план, преку болката на луѓето да предизвикаат неспокој, немир што ќе опфати целата држава. Токму овде можно е да се крие и мотивот. Сценарио за дестабилизација. Обкружена со соседи кои имаат економски или политички турбуленции, Македонија и по една деценија е местото каде некој сака да предизвика криза. Ако во 2001 Србија почна акција во Прешевската долина против УЧКМБ, само по една седмица, наместо таму, фронтот се префрли во Македонија. На север и сега е нестабилно. Квор деновиве ги зајакнува силите во пресрет на изборите во Србија. На југ, Грција никако да излезе од социјалните немири.
Бугарија е мирна, но како и Србија, веднаш по убиството побрза да објави наслови кои прогнозираа дека на Македонија ќе и се случи меѓуетнички судир. Токму затоа, не дома, туку преку границите Македонија треба да ги бара не само убииците, туку и нивните газди. Познатите балкански криминалци и убици се најмувани во војните во Либија, Африка и на Блискиот Исток. Дали овој пат ги најми служба или служби, држава или држави? Еве анализата. Злостор. 5 мина сурово убиени покрај езеро каде рибареле. Злосторство без причина, без мотив, без објаснување, а добро организирано. Очигледно е дека се работи за несекојдневен вид на злосторство, кое ретко се среќава и на овие простори. Имаме масовно свирепа ликвидација на 5 луѓе од Република Македонија. Други нудат и потешка дефиниција. Па нема сомневање дека се работи за еден акт на неселективна физичка ликвидација на луѓе, што е една од главните одлики на терористичките акти. Ширум светот секојдневно гледаме од бомбаши и сангубици до подметнати експлозиви, каде што се врши неселективно убиство, масовно убиство на главно недолжни цивили. Тука ја наоѓам паралелата со овој случај, од што го квалификувам како класичен терористички акт. Но сите се едногласни. Станува збор за несекојдневно кривично дело, убиство. Очигледно има една подлабока, ја би рекол, терористичка природа, иако исто така можеме да го кажеме дека недостасуваат некои елементи од едно терористичко кривично дело, како што е, например, превземањето одговорноста, или пак некаква поврзано со тоа исто така јасна политичко-идеолошка, верска или пак национална кауза кој што се иманентни доколку би било терористичко кривично дело, сепак упатува дека е ова едно неконвенционално кривично дело. Време. 5 жртви го направија овој Великден крвав. Убијците и нивните нарачатели го избрале периодот внимателно за нив, а болно за целата држава. Со оглед на времето кога е извршен овој чин, со оглед на изборот на жртвите, нивната возраст, нивната национална и религиозна припадност, со оглед на датумот кога е избран овој чин, очигледно се сакало да се испровоцираат одредени паралели, односно совпаѓања со некои претходни настани што се случува во Македонија и во непосредното окружување, почнувајќи од палењата на македонското знаме, меѓуетничките тензии, демонстрации, случувањата во Гостивар и така натака. Злочинот се случи во навистина едно време кога целото општество во целата држава постоеше одредена тензија во меѓуетничките односи, предизвикано од некои претходни настани. Тука е убиството во Гостивар, па меѓунационалните тепачки, одредени искричења на други основи, јавни изјави и така натаму, така што многу лесно се доведе во контекст на целата општа ситуација. Плюс и се надоврза и времето кога е случено спроти еден голем верски празник. Локација. Смилковско, Вештачко езеро, направено во 1969 година со насип. Во јавноста по злосторот беше нарекувано Железарско езеро и дека служело како резервен извор за ладење на печките на железарница. Всушност е направено за полевање на тој дел на Скопско поле. Било порибено, па жителите од околните населби почнале да го користат и за риболов, како и жртвите. Телата на 4 момчиња се откриени врз земјениот пат, кој го прикрива веќе некористниот вентил за наводнување на полето. Околните ниви се дадени на концесија на жител на Смилковци, но се уште ги користат земјоделци од Љуботен, кои со години бесправно ги обработуваат. Езерото се наоѓа во област која меѓу постарите е позната и како Ајдучка рупа или Дупка, каде и порано, во почетокот на 20 век биле напаѓани и ограбувани селани кои од Скопје се враќале со пари за продадена стока или со заработката од пазар.
Пусто, зацкриено и озлогласено. Место кој извршителите го избрале со помош на некој што добро го знаел тоа, бидејќи живеел тука. Избор на жртви. Жртвите според првичните претпоставки били избрани сосема случајно. Млади и без дамки. Виктимологијата не може многу да помогне, бидејќи профилот на убиените не дава никаква насока кон грозоморните убици. 4 момчиња заедно имале 80 години. Еднакво на еден долг човечки век. Со тоа и болката е поголема. Тие секогаш одат према овие невини жртви затоа што од една страна најлесно е да се извршат овакви кривични дела према нив, а од друга страна најмали се овие шансите тие да бидат фатени, затоа што на оваков начин најлесно може да го напуштат лице местото. Ние знаеме Република Македонија може да биде напуштена за пола сат и да излезат ван границите на прогонот од Република Македонија. А тоа како да бил дополнителен предизвик за убијците. Извршители. Ладнокрвни и пресметливи, добро обучени, сурови, без ни ронка грижа на совест. Профилот им е најден, но треба да се дополни со нивните имиња. Не постои злочин каде што сторителот не остава своја лична карта, тоа во наводници. Таа лична карта е распарчена на делови и работата е на надлежните институции, пред се на МВР, да ја состави дел по дел, камче по камче. Она што досега го знаеме е дека се работи за претходно организирана активност, со избор на локација, со избор на жртви и со избор на време кога таа ќе се изврши. Сето останато е во доменот на претпоставките, кој би можел да стои за тоа. Соговорниците на КОД, убијците ги препознаваат во само една категорија на луѓе – платиници кои ги има на Балканот и кои работат за пари, а успешно се кријат. Балканот служи и како регрутен центар за такви убици. Ние сме имале во минатото и такви случаи, каде што наши луѓе, било од екс југословенските простори, учествувале како платеници во одредени војни. Тоа се тие така наречени кучиња на војната, каде што едноставно за пари бранат се живо и диво, нивниот интерес е материјален. Балканот е место каде има и доволно оружје и доволно барут. Како што соопшти пред неколку дена угледното списание Jane's Defense Weekly, е еден од највооружените региони во Европа, еден од регионите во кои што има и најголем број така наречено неевидентирано црно оружје, регион кој што до неодавна беше зафатен со војна, регион во кој е многу лесно да најдете платени убијци, односно така наречени кучиња на војната, регион во кој што ваквиот тип на пресметки од било каков карактер се многу чести. Оружје. Убијците на местото и до своите невини жртви стигнале вооружени со автоматско оружје, 2 пиштола со голем калибар и автоматска пушка. Калибарот им ја зголемува моќта на уништување, а им ја намалува брзината на куршумите. Но тоа не е важно бидејќи се пукало од блиску. Негде околу 630 до 700 метра е на Калашниковот. Пиштолската е 630 метра, 30.06 е 870 до 900 метра, имате и поголеми брзини на калибри. 5.56 или 2.23 Ремингтонот има од 980 до 1000. По трагата на користеното оружје, кај Смилковци може да се дојде до убиецот и од каде го набавил. Современите армии денес ги имаат, но ги имаат и терористичките организации, бидејќи Балканот е преполнен со оружје од најразличен вид. Тука се и странските мисии кои што исто така имаат современо оружје. Можно е да е украдено, можно е да е истргувано, ишверцувано и така натаму. Меѓутоа сепак и тоа е еден драгоцен податок, бидејќи не секој може да има достап до такво оружје. Значи, мора да било обезбедено на криминален начин, така што натамошниот тек на истрагата ќе покаже дали во одредена воена единица или во одреден склад исчезнало одредено оружје, каде и така натаму. Со куршумите испукани не подалеку од половина метар, убијците ја испратиле пораката. Порака.
Пораката засега не е позната. Вообичаено, извршителите или нарачателите се обидуваат да дадат на знаење што сакале да направат. Дали да се одмаздат, дали да предизвикаат дестабилизација, дали да уништат некоја друга трага, или пак времето на нивното злодело да го поврзе убиството со некој друг настан. Тоа со Смилковци засега го нема. То општествено уредување на начин како што го градиме е еден од уникатите во Европа и дека како таков со сите можни права на сите етнички заедници им даваме негативен пример на некои соседни држави кои што не признаваат малцинство. Имаме осенки дека се работи за специјална војна, за заговор, за обид за дестабилизација и така натаму. Јас во овој момент на настанот гледам како чисто криминален акт, каде што се убиени 5 луѓе и каде што постои обврска надлежните институции да се обидат да ги откријат во најскор можен рок сторителите. И се додека не се утврдат кои се и додека не се установи мотивот за извршување, ние не можеме такви спекулации да даваме дека постои обид за дестабилизација и така натаму. Бидејќи обид за дестабилизација може на сосема поинаков начин да се направи, поефективно, поефикасно, а не на вакви жртви кои што немаат некоја битна улога во општеството, во политичка или во друга смисла. Мотивите како на сите да ни се јасни, но во потрагата уште не се најдени докази за крвавото сценарио кое сакаат да го напишат авторите убици кај Смилковци. Докази. Истрагата е обемна. Формиран е посебен оперативен штаб. Само детали стигаат до јавноста. МВР е пострашен притисок и јавноста и од јавноста, но и од настаните што се случува и сето тоа во овој момент треба да се абстрахира. Да им се даде време на истражните органи да си ја завршат работата. Предпоставувам дека тие во максимален обем се сега ангажирани, ги испитуваат од оние кримтехнички детали околу самото место на злосторство и околу возилото кое што е пронајдено и кое што е поврзано со местото на злосторството, па се до контактите со партнерските безбедносни служби во соседните држави, доколку предпоставиме дека извршителите се избегани во некоја од соседните држави. Трагите полека се обработуваат. Првото поголемо нешто е овој Opel Omega и во него се најдени траги, пред се ДНК на оној што бил во автомобилот, кој сигурно бил и покрај езерото. Немаме овој ДНК примерок, као што имаме например примерок од овој папиларни линии приликон овој давање отисок за личната карта. Кога би тоа било случај и кога би тоа било случај за овој поголем број држави потписнички на тие меѓународни конвенции, тогаш сигурно дека овој многу полесно со пронаѓањето на овие микротраги кои што ќе бидат пронајдени таму во самиот автомобил, ќе може да се компарираат и да се дојде до можните сторители. Опасниот злостор веднаш доби национална димензија. Тоа не треба да ја попречи истрагата. Се прифати една теза дека сето тоа е одредена освета од страна на албанците или дека е обид за нарушување на меѓуетничките односи. Мислам дека не треба да се избрзува. Нормално и таа теза треба да се провери, да се види дали е тоа така, меѓутоа не треба воопшто посебно во таа сфера која што е доста чувствителна. Истрагата ќе го даде одговорот, но прашање е како оние кои ги знаат тајните не дознале дека се подготвува ваков крвав Великден. Тајни служби. Од МВР вела дека немало оперативни разузнавачки информации за подготовката на злосторот. Не секогаш е можно да се прочитаат добро такви знаци. Сосема логичко кога ќе се случи ваков терористички акт на ваков начин, секогаш се поставува прашањето каде беа безбедносно-информативните служби да го предвидат тоа.
Меѓутоа, од друга страна, треба да бидеме свесни дека кога се работи за добро планирани акти кои што имаат цел да ја нарушат безбедносната состојба во државата и да предизвикуваат нереди од поголеми и неконтролирани размери, секогаш тие се планираат можна е педантно и можна е конспиративно. Така што не можеме, ни една служба на светот не може во детали да ги предвиди секогаш овие акти. Најтипичен пример ви е 11 септември. На терен, македонските тајни агенти и служби мора да се борат со посилните, со помоќните. Превенцијата треба да има двете носечки служби во државата, тоа е Агенцијата за разузнавање и Управата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа, имаме работа со моќни служби околу нас, со светски разузнавачки служби. А некои веќе обвинува дека странски служби може да го подготвиле смилковци. Имаше и такви известувања. Медиумско известување. Соговорниците на КОД разработија два момента во известувањето за 5 жртви. Го пофалија македонското новинарство за разбирање за чувствителниот момент. Телевизиските сниматели и новинари дури беа и мети на протестите по убиството. Но странските имаа тенденција, пред се соседните, од север. Во праксата се нарекува понекогаш и специјална пропагандна војна, која што во континуитет одредени држави ја водат против Македонија, односно против состојбите кои што се во Македонија на меѓуетнички план. За жал, тоа се случува во огромни размери, со неконтролирани и со сенсационалистички шпекулации од можното масакрирање на жртвите до евентуалните сторители, со што се има намера да се покаже дека карактерот, општествениот карактер на оваа држава е неодржлив. Особено разочарувачки беше однесувањето на една од најголемите агенции во светот, Associated Press, АП, која на жртвите македонци им ја промени националноста. Се надевам дека е тоа случајна грешка, иако многу елементи упатува дека не е. Значи, не би сакал да се повтори случајот како што беше, да речеме, Рачак во Косово, каде што и самиот Запад призна дека беше инсценирана постапка. Лично го познавам дописникот на оваа агенција од Македонија и убеден сум дека ова така наречена грешка не е негово дело, туку дека се работи за одредена интервенција од страна. Многу би ме интересирало да дознам каква е оваа интервенција и која е целта на едно вакво дезинформирање на светската јавност. Тие сигнали се опасни, но голема е вербата дека ќе се најдат убијците. Верување. Без сомнеш, соговорниците на КОД веруваат дека трпеливата акција и истрага ќе донесе резултати. Велам, немам сомневања дека извршителите ќе бидат пронајдени. Она што мене ме интересира е кој стои зад нив. Очигледно е дека не се работи за спонтан чин, туку за претходно осмислен, организиран акт и мене лично, верувам и поголемиот дел од јавноста, а најмногу не интересира кој стои зад нив како организација, како служба или можеби и како држава. А вистината сите ја чекаме. Темнината на Смилковското езеро да биде осветлена. Не само со истрагата, туку и вистински. Веќе е побарано на местото каде петмината се убиени да се постави осветлување и да се изгради спомен црква за душите на жртвите. Езерото ја крие тајната на убиството, но секој убиец мора да оставил трага. Се надевам дека нивната ќе биде што побрзо пронајдена.